почитувани представници на кабинетот на премиерот, представници на владата, членови на семејствата на загинатите припадници, колеги, припадници на единицата за брзо распоредување. За мене денес представува особена чест и задоволство што ја имам можноста на овој голем ден и датум за единицата и сите нејзини припадници да бидам дел од чествувањето на вашиот јубилеј 23 години од денот на вашето формирање. Лично се сеќавам денот кога се донесе одлука за оваа единица да стане дел од елитните специјални служби. Некои поединци тогаш, како и за секоја нова идеја, беа скептици дека нема да станете и прераснете во ово што сте денес. Но премногу сте вложиле во минатото, за да имате сегашноста и силно да ја посекувате иднината. Јас лично, а и врвното раководство, сме исклучително горди што во рамките на нашето министерство екзистира една модерна, професионална, храбра и елитна специјална единица која има силни постигнувања и дострели со професионален и неизмерен квалитет на знаење и вештини. Нема дилема дека во севкупниот период од постоење на единицата, сите нејзини припадници во минатото и денес системски и доследно успеа да ги исполнат зацртаните цели, утврдувајќи ја стожерската позиција на единицава во севкупниот полициски систем на функционирање, особено во делот на посложени, би рекол посензитивни и по-специфични полициски задачи и надлежности. И затоа, сосема со право, сега можеме да говориме за единица чии што одлики и широки оперативни перформанси по ништо, ама баш по ништо не заостануваат од таквите служби во Европа и светот. Денес, единицата за брзо распоредување, профилирајќи се во високо специјализирана полициска единица, со исти такви квалитети на секој нејзин припадник, во своето екзистирање етиблираше современи стандарди и професионални критериуми од сите аспекти: физички, ментални, образовни, технички. Токму затоа, сега единицава е подготвена да одговори на сите зададени полициски задачи самостојно и координирано, без оглед на нивната специфичност и сложеност. Лично знам дека имате проблеми од секаков вид, пред се од континуитет во обуките, од енормно зголемен не секојаш реален ангажман, проблем на одлив на кадри, условите на самите сместувачки капацитети во кои престојувате. Имате проблеми во материјално-техничките средства. Имате проблеми во кондицијата на полигоните каде што вежбате. Но јас, како дел од раководството, а и целото раководство во Министерството, силно, секојдневно работиме со заложби за системско надминување и апсолбирање на овие проблеми. Ве уверувам дека во периодот што следи ќе има промени. Го заслужувате сите вие и сите припадници во МВР да ви бидат системски решени проблемите, а не само шминкање и ставање под тепих на истите. Ако вие сте спремни, храбро и со срце да се исправите пред сите видови закани, не себични, дали ќе го дадете најскапоценето за сите нас, животот, тогаш ние сите не смееме да бидеме неми посматрачи на условите и околностите во кои работиме. Затоа уште еднаш ќе потенцирам дека е сосема разбирливо зошто за Министерството е императивно прашањето за натамошно развивање и на самата единица за брзо распоредување во повеќе насоки, почнувајќи од делот на воведување на нови методологии на действување, а проследно со натамошна материјална техничка модернизација, функционална опременост, па се до прилагодување и примена на технички софистицирани средства, како и ефикасен систем на континуирана едукација. Почитувани колеги на единицата, во свое име и во име на Министерството за внатрешни работи, срдечно ви заблагодарувам за вашата посветеност, храброст и професионално работење.
Сите сме ние нечиви синови, керки, браќа, сестри, родители, роднини. Сакам да ги спомнам овде сите колеги кои во изминатите 23 години неумерно и посветено служеле, некои и по цена на собствените животи, придонеле за нашиот мир, за да се чувствуваме безбедни, дури и кога имало најсериозни нарушувања на територијалниот и безбедносниот интегритет на нашата земја, Македонија. Вашата пожртвуваност и храброст да се испречите пред опасностите и заканите, да ги заштитите нашите граѓани, влеваат сигурност дека тие можат да немаат доверба и мирно да спијат. Со нашето секојдневно и честно работење на секој еден припадник на Министерството и на полицијата, сакам да пратиме една заедничка порака на сите оние кои се огрешиле или имаат намера да се огрешат пред законот. Криминалот не е испотлив. Сите граѓани треба да се чувствуваат безбедно и нашите деца спокојно да се шетаат по улиците. Затоа ние ќе продолжиме да работиме со најголема одговорност за да се оствари тоа. Искрено, од срце, ви го честитам денот на формирањето на единицава и ви посакувам успех како на личен, така и на професионален план. Секогаш и секаде. Господ да ве благослови сите вас, да живее Македонија.